Семена сато батина, семена и дено некако подолг сега, поубав. И расположението за мен. А бога ми ние како луѓе се менвам. Знаеш што не се менва? Системот бе ба. Зашо правиме муабет последните 100 години? Како 100 години да го зборам истото ми се чини. И 90% од коментарите го велат исто. Демек џабе збораш брат, тоа ништо нема се менја бе. Може и џабе за тебе. Може и општо џабе ќе биде, ама јас шо е моје треба си кажа. Ако чини арно, ако не рековме. Кој те праша? Само што што реков, ако кажам јас и го кажат сите по нешто, ако почнеме нешто да не само да збораме, туку да почнеме да правиме по нешто, можда и нешто некојаш ќе се смее. Можда не за нас или за децата наши, ама за внуците, што знаеш? Така што денес ќе продолжиме да правиме муабет на таа тема. Иако ова времето кое се менва некако без разлика колку е тешка ситуацијата или што сме поминали така натаму, некако како да дава некоја позитива во момент. Ама пред да стигнеме до позитивата да ги завршиме овие муабети малце така. Сега кога веќе сме на тема систем, едни од најбитните системи е образованието, образовниот систем. И за него веќе имаме правено муабет. И знам дека џабе го правевме, пак ќе го правиме и тоа џабе ќе биде, ама добро. Кој што рековме, ние да си кажеме. Исто еден од тие системи на кој му треба промена е здравствениот систем. За него немаме многу правено муабет, ама можда треба. Што знам еве некако како тоа да ќе биде темата ден. Не знам, ајде да видиме на шпица да пуштиме прво па после. Ајде бате, пуштај. Како што ни кажа измината трагедија, па и сите трагедии пред не, јавни и приватни секакви. Уште еднаш сваќаме дека уствари здравствениот систем и не пара работи некако. Не е дека немаме одлични доктори, имаме одлични доктори, имаме и одличен персонал. Не секаде, ама понегде има. Ама системот како систем општо земено не функционира. И тука има фактори многу. Зошто е тоа така? Аз лично мислам ако негде пукни работата побрзо и ако негде најбрзо ќе треба да се случат промени, тоа ќе биде здравствениот систем. Пошто народот наш е трпелив дефинитивно, ама кога ќе дојде момент некој да се разболи, тогаш бате трпението не постои по. А и машала досега си имат милион грешки и трагедии случаи. И пак ќе речам, јас не викам дека е нечија кривица лично, ама дека е кривица на цел тој систем во распад дефинитивно е. Дел од причината зошто ништо не функционира е тесно врзана со тој систем на здравствено и пензиско осигурување. Тој систем колку не функционира, тоа е страшно нешто, ама ајде да не навлегваме барем денес на таа тема. Можда ќе мораме некојаш мај денес да оти долга. Ама тоа е само една од причините. Има милион други. Например, на сите ни е јасно дека живееме во непотизам и ренесанс или со уште попопуларниот назив партиски вработување. И пак ќе речам пред да почнете со копија од Александар Мор. Не зборам само за во моментов, зборам за изминатите 35 години. Пошто најглуп муабет на свето ми е кои се случат пример избори, победва една партија и другата партија одма тие партиски вработува. Следните избори обратно победват овие што изгубија минати опат, овие сега што губат почнуваат тие партиски вработва. Сите партиски вработва. Значи дајте доста веќе, јавна тајна е, ворете, свето нема да се сруши ако признај. Дури ми се чини дека тој прв што ќе признај ќе види поќе почитува. Значи еден маш се нема најдено од 35 години да речи така. Јас си ги вработив, брат ми, брачет ми, овај онај ти реков ми рече, ти гласа за мене. Пошто ние иначе глупи сме, не ни е јасно. И вие таму кои речите тие беа најквалификувани, ние велиме така е однома. Нема проблем еден, Абе еден проблем нема, лалдави. Значи тоа е можда најголемата причина зашто ни еден систем не функционира кај нас, освен патните трошоци, не. Значи дур не признај некој, дур не прекинат тие вработвања. Никогаш ништо нема профункционира. Јас знам дека тоа никогаш нема се смени, јасно ми е, ти кој ќе те гласа ако не му обеѓаш така. Ама фактот стои дека моментално од сите што се вработени, особено државно, јас гарантирам дека има поквалификувани луѓе во сите полиња на сите позиции. Ама не се таму. Оти не се таму. Оти нема подпис манатовате во книшката, затоа не се таму. И затоа никогаш не биле најквалификуваните луѓе на тие позиции кај што треба бидат. И после бега народ. Бега народот бе батин. Оти можда претходно имало генерации што ќутел, што биле ќути има и полош. Немој ама не збор. Ти си ги затваре вратите, не знаеш што ќе ти треба. Од тие таквите генерации што бевте, затоа сме сите сега тука. Сакале вие да си признајте или неќе? Од вас вие што знаете се на свето, што сте сега на Facebook најактивни, вака било, така било. Заради вас сме тука. Можда не лично вас, ама заради тие генерации. Оти ако се зборало отворено и како што треба со време, можда некој работи немало се сменат, ама покето би биле поинакви. Јас мислам така. Можда грешаме, ве не знам. Ама сега до толку си скривени сите стандарди што и да сака некој да ги смени, сам нема шанса бе. Тоа сака многу луѓе, многу време и не знам кога ќе се случи, дали ќе се случи, ама дефинитивно треба се направат промени. Особено во здравствениот систем, пошто други професии може да трпат. Ете пример, наш алтер ќе те клат, може и не те бива, ама има некој
зад тебе што ќе знае. Тој што пие кафе што одмара дур ти работиш и обратно, пошто така. Сите истовремено работите зашто работите, а се мачите душа. Еден работи, тројца седат кафе пијат, после некој друг ќе дојди повеќе седно. Така оди систем. Ќе се вратиме и на таа тема пак да не забегвам многу. Сам да речам тебе можда нема те бива, може ќе люфниш печат, не е ништо страшно, ќе го вратиш, ќе го преправиш. Ама во здравството не сме да не те бива бебате, не сме да не знаеш и да биш на позиција. Оти може не секој ден, ама нон-стоп читаме некои приказни и поплаки од луѓе од ствари што се случили и никој не одговара. И да одговара некој пак ќе види некој небите. Некој што не е дел од системот, нели? Тоа што на луѓето здравието му се нарушва 100%, што губат животи по болниците од грешки или од заборавање да се јава. И такви моменти има. Докторот ти вели ќе ти се јавам јас тогаш и ти чекај ако немаш работа. Бараш број никој не ти дава. Може ит на работата, може не, ама ти немаш појма пошто чекаш некој да ти каже. И уште ако побараш некој да ти каже, ти кој си ти да бараш бебате? Ти знаеш кој е тој или таја? Тоа е уствари најлошото нешто што постои во нашето здравство. Кабадајлук. Па ако има нешто поглуп од доктор Кабадај, од што би рекле американците God комплекс. Комплекс дека е тој Господ сега и дека сите треба вака да се клањаме таму кога ќе дојдиме, аман молим те. Мора излезете си од глајте што ви се дешава. Значи твојата титула е твоја титула, нема да ти се сруши титулата ако си добар човек. Напротив, уште поголема ќе ти биде. Никој не ти ја зема титулата. Факт е дека си постигнал многу ако си стигнал на некоја таква позиција и тоа е супер. Не мора вака да стоиш пред луѓето. Не мора кабадајски се вака кога ќе влезиш и мислиш готово. Господ дојде и ги реши сите проблеми. Мора еден е Господ. И јас знам дека во овој момент ако ме слуша некој од тие доктори што мислат пошто егото ги маваме, сваѓај. И мислат дека за лошо го збораме. Туку ше поќе ги мава егото си велат само ако ми паднеш врат. Зошто море? Зошто така да размислува? Во ниеден момент неќам да ви ја намалам вредноста или било шо. Ама дај да бидиме реални. Дај пуштете ги малце тие глајте. Бидете понизни. Луѓето идат кај вас за помош. Не идат за вие вака да стоите. Полагате таму некакви си заклетви. Пошто како може секој пат кога ќе странс, без разлика дали е државна или приватна установа, кога ќе дојди доктор да прави муабет, се осеќаш како збориш со друга. Културно, фино, насмеано, тантара, пантара, ти реков ми рече пријатно. А секој пат кога ќе кај нас и кога ќе дојде докторо, вака ти ди бе брат. Пак ќе речам, не зборам за сите, ама голем број ги има. Значи прво не можеш да ги добиеш, после кога ќе ги добиеш, вака ти ди со ставо, ко сега не баре клањај се оти готово. Или јас ќе го решам ова или готово. Јас разбирам дека народ овде нема куз некаков избор. За жал, сите што сакат нешто поќе да постигнат заминват од држава, пошто очигледно не му чини системот, така? Ама то ни подразно не значи дека тие доктори што ќе останат тука, што се исто одлични во нивната работа, да почнат вака да се понашат, оти само тие се моментално ме сваѓа. Не е убаво. Пак ќе речам супер што сте стигнале до позиција, што можете да поможите на народот што поќе. Ама народот секако ќе ви биде благодарен, море, не мора вака да стоите во ред. Не мора никој да ви се клања. Чим дошол некој од вас помош да бара, веќе тоа е тоа. Што уште полоше што има доктори што работат и приватно и државно. Истите луѓе се понашат многу поинаку кога ќе работат приватно. Тоа никогаш нема го разберам. Сам разбирам финансиски во ред. Ама брат, дај бе луѓе да видиме му се не ви. Дајте да го правиме малце работа. Јас знам дека и вас не ви е лесно. Секакви луѓе видат наврат. Особено ако е нешто лошо, нормално и да немат трпение луѓето и се е тоа нормално. То треба да ви е јасно пред да се фатите за работа. И кога сме веќе за фаќање за работа, ако веќе се нафатите да правите нешто, правите го море. Ако му речиш на некој во среда ќе ти се јавам, јави му се. Вие сакате да има ред, ама редо не го држи. Што уште поако цело време се прат некој демек реформи, ќе направиме мој термин, ќе направиме ова, ќе направиме и ништо не функционира. Значи кај нас има луѓе што кога ќе треба да закажат некаков преглед, ги закажват по месеци, по толку многу време, што човекот може ќе си замени дур да му дојде ред да се сними. Па кај го има то море? Кај го има то? И после ќе излези некој на телевизија и ќе ми кажува супер се работите 35 години, супер биле работите. Дајте доста се лажиме да му се не види. Дајте да бидиме реални, излези речи добро, ова не функционира. Ќе пробаме вака го решиме. Доста си мачкаме очи, ќоревме од очи мачкање. Додуше добро, може тоа е и целта, еве, не може да знае. Има уште многу што да се збора на темата. Така што мислам дека ќе ја продолжиме наредна епизода, пошто ми се чини дека јас ако не ја продолжам, не знам дали некој ќе ја продолжи. Така што дечки, фала ви на вниманието. Хуморо малце ќе причека, пошто мислам дека уште не е време да се смееме. Мислам дека дур сме на темата, треба ги направиме овој муабет. Па здравје Боже малце потаму кога светни сонцето, ќе светни ми ние со малце хумор. Толку од мене за денес. Поздрав, имајте убав ден.